Бидејќи самата вечерна шминка дозволува да ние користиме малку повеќе камена пудра, а излегувањето во барови, вечери, свадби ни го бара тоа. Во долниот дел исто така како што работевме кај љупка, во средишниот кај носот, ударниот дел на челото, под брадата, го чистиме истото. Исто така нанесуваме камена пудра во делот под орбиталната коска, кој што претходно ни е веќе затемнет, со што би уште повеќе го истенчили четириаголното, односно крупното лице на Александра, топчесто. Овде исто така нанесувам малку повеќе од самиот антишајн. Повторувам веќе претходно направените контури, како што беше редоследот и кај љупка. Овде станува збор за малку поголема чело, така да самата контура светла ја работиме и во средишниот дел на челото, како и во страните. Носот овде е малку по-широк, така да го стеснуваме од средината. Ставаме хайлайтер, претходно имам нанесено, сега само го повторам. Овде не ни треба влажен хайлайтер, бидејќи самата шминка е вечерна, лицето треба да ни изгледа максимално по-суво. За разлика на тоа ќе ставиме исто така бронзер од компанијата MAC, кај што ќе биде малку посветкав, по-гломорозен изглед на нашиот тен. Тоа го работиме по сите делови кои што ни се во сенка. Почнуваме со работа на очите, го нанесуваме истиот праймер кој што го работевме кај љупка. Ставаме хайлайтер на предел, хайлайтер сенка во предниот дел на окото, горе. Како што веќе сите знаеме, за самото изложување на окото е многу важно да имаме градација, односно почетниот дел на окото да не биде во малку посветли тонови, како што се приближуваме кон крајот, тоа биде се потемно како во должина, така и висина кон орбиталната коска. Овде ќе го направиме класичното смоки ајс на окото кај Александра, бидејќи како што рековме се работи за вечерна шминка и тоа е дозволено. Никогаш не ставам креон во долниот капак на окото, бидејќи секогаш се размачкува. Ставаме туш од истиот бренд.
четка која што е малку во потесна форма, аплицираме црна сенка. Од истото ајлајнер нанесуваме и внатре во самиот око. Направивме основната темна линија, односно долниот дел од окото со темната нијанса е завршен. Сега ќе аплицирам сенка која што е во телесно розова нијанса, каде што малку ќе го стоплам кафејавото око на Александра. Преферирам да после секое завршување на фазата го чистам делот под очите. Не ми дојде до моменти кога ќе допрам нешто и ќе го изволкам. Продолжуваме со сенка која што е исто така во некој телесен цвет на Make Up Forever, каде што само ќе ни даде сјај на самото око. Долниот дел од окото кај Александра е готов. Почнуваме да работиме со малку покропна четка од која што досега се работевме. Да почнеме да го сенчиме горниот дел од окото. Тоа го правиме така да ја следиме долната линија, која што делумно ни почнува од овде. Нанесуваме темна сенка, односно црна сенка до под орбиталната коска, каде што подоцна со малку покрупна четка ќе го блендеме.
Вземаме по-крупна четка со истата сенка. Почнуваме да блендаме така односно така што би постигнале да оваа точка која што е овде биде најтемната точка на целото око. Со тоа окото би изгледало максимално долго. Продолжуваме со нанесување на сенката која што ја користевме и во долната линија, телесно кафеавата, каде што ќе пополниме средината на окото и леко преминуваме во делот кој што е над, односно на самата орбитална коска. Бидејќи веќе започнавме да работиме со хайлайтер боите, односно малку масните бои кои што сезонава се многу актуелни, го посветуваме и делот под веѓата. Во почетниот дел на окото ставаме од претходно споменатата сенка. Мислам дека добивме супер изглед на самото око, кој што е во овој случај не изгледа многу искосено, но сепак ја има самата длабочина, градација и е идеално за вечерно излегување. Горе. Аплицираме туш, виждаш?
Следниот чекор, како што веќе знаете, трепки. Овде трепките е дозволено да бидат и малку по-јаки, односно бидат малку почести. И лично ги практикувам и ги сакам кога станува збор за таков тип на шминкање. Се извинувам. Секому може да му се случи. Ги сртуваме исто така вегите. Овде во овај начин на шминкање, дури и да би било малку по-акцентирано, работиме со исто сенка, бидејќи бојата на козата ни е еднаква. Ги работиме устните, кои што веќе претходно имаме ставено кармин. Единственото што го направам, ќе обновам таа линија. Многу е важно кога ја исцртувате устните надвор, бидејќи самата наша уста има две линии. Внатрешна линија која што во денешно време никој не ја исцртува, но тоа е важно да се знае дека внатрешната линија ни ја смалува самата устна и една природна надворешна линија која што може да ја направи природно поголема, но во денешно време девојките сакаат малку повеќе да ги исцртуваат своите устни, така да ја преминуваат и надворешната природна линија на устните. Сега многу интересен момент е што девојките кога доаѓаат кај мене имат проблем со отварање на устните, бидејќи секогаш тоа е по премали димензии, така да треба да бидеме широко отворена уста да можеме да го аплицираме карминот онака како што треба
да биде и во самата внатрешност кон завите. Од претходниот хайлайтер на кој што го користиме течниот, ќе ставиме во средишниот дел на устните, каде што визуелно тие би изгледале поголеми. Значи ова се става во средишниот дел и долниот дел на долната устна. Овде нанесувам многу маскара на долниот дел, затоа што сакам окото да ми изгледа максимално темно. Процедурата ќе завршам со руж, кој што овој пат ќе биде скроз розово, бидејќи најлошо од секога една, па макар и темна шминка, односно вечерна шминка, се нагласени трите најважни делови на нашето лице, односно устни, очи и образи. Значи, ако се акцентираат одедно, но ајде во наши простори тоа нека биде до два, но никогаш не се обидувате да акцентирате и трите работи одеднаш, бидејќи ако сакаме да постигнеме да изгледаме побаво, ќе го добиеме спротивниот ефект, затоа што сепак треба да покажеме природната убавина, а не да шетаме некаде како скроз нацртани и акцентирани сите делови на нашето лице. Исто така процедурата ја завршуваме со фиксатор. Сметам дека ова е уште една шминка која исто така ќе се потрудите вие дома да ја намените и да ја складите за вашите очи. Сега уште еднаш да ви се заблагодарам на сите оние кои што дојдовте денес, поддржавте пред се мене, мојот труд. Знам дека делумно овде се и клиенти кои никогаш тоа нема да го изработат, бидејќи секогаш кај мене, но сепак ќе благодарен и ним што дојде овде, што даде поддршка пред се на мене. После тоа на Никола, кому сметам дека собраните денес средства ќе му бидат од голема помош. Благодарам на моите два модела, кои што денес делумно се обидоа и собраа храброст да излезат без шминка овде пред сите вас. И се надевам дека оние кои што дојдоа овде да видат како тоа ние го правиме во нашето студио, се надевам дека бев доволно користен. За други прашања, ако има некои прашања може да праша.